Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник за општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 8.7.2024 година понеделник во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва точка, програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2024 година. Го ставам дневниот ред на гласање, кој е за ваквиот дневен ред. Едногласно, 4 присутни. Присутен имаме член од општина Битола. Повелете, произнесете се за точката. Благодарам. Значи, со предлог измена на програмата за економски развој се предвидуваат дополнителни средства од 3.310.000 денари. Ке има два дела во кои генерално се врши промената. Првиот дел е промената е поврзана со веќе изработените, односно склучените договори за проектирање со економските оператори, кај што имаме некаде дополнување на средства врз основа на претпоставената вредност, некаде намалување, така да поред ке почнеме едно по едно да ги читаме овие кај што имаме такви промени. И во вториот дел на програмата имаме нови предлог проекти за проектирање кои исто така ќе ги образложам. Значи, првата промена е во изработката на техничката документација за село Барешани, кај што имаме намалување од 13.026 денари. Втората промена се однесува на проектот поврзување на Горно Ризари со село Крклино во должина 1100 метри. Тоа овде имаме намалување од 390.429.000 денари, од причина што овој проект е поврзан директно со проектот, односно со изработката на генерални урбанистички план, кај што имаме проширување на генерални урбанистички план, така да доаѓа до преклопување со овој проект, во смисол дека овде треба се направи проект за инфраструктура, кој што ќе се преклопи со генералниот, така да овој проект ќе го ставиме малку за покасно и затоа ги намалуваме овие средства, бидејќи ќе останат неискористени се до изработката на генералниот план, па после ќе продолжиме да го реализираме. Во точка 44, уредување и регулирање на дел од отворениот канал во село Лаговарди, имаме намалување од 31.720 денари. Во точка 66, зголемување. Тоа е тој канал кај што планираме во селото Лаговарди да потсетам уште еднаш дека да го уредиме со оној каменот што го извадивме од улиците, да го направиме регулирано корито, бидејќи стварно има проблем таму со одводнувањето на селото. Во точка 66 имаме намалување 220.000 денари. Проектот кој се однесува за изработка на проектна документација, реконструкција на ограда во спортската и од терен основно училиште Тодор Ангелевски, кај што првично беа предложени од ваша страна 300.000 денари, што сметаме дека е голема сума за таа работа, и ја намалуваме за 220.000 денари. Сметаме дека 80.000 денари за изработка на техничка документација за ограда е доволно. Точка 81 за изработка на техничка документација за коловоз на неколку краци во село Кравари, по увидот на лице место на тие краци, трите краци, да речеме, главните улици во село Кравари, се установи дека нема да има потреба од целосна реконструкција, освен на некои делови кај што треба да се закрапи улицата. И тоа ќе го реализираме со крпење на улицата, нормално на цели сегменти, не на парчиња само, квалитетно. Ќе го закрапиме, а ќе пренасочиме овие средства, односно остатокот од овие средства што беа предвидени за една долгогодишно барана улица во село Кравари, кај што ќе мора да изработиме проект за инфраструктура и основни проекти за поврзување на две главни улици и долгогодишно барање од жителите.
И имаме зголемување 18.000 денари 945 на точка 110 при изработката на техничката документација за улица Солунска, кај сервисот ЧЕДЕ ја дополнивме во меѓувреме уште со едно чикмаче таму што не беше првично предвидено, затоа дојде малку зголемување на оваа ставка. Во предлог новите проекти кои ги предлагаме, точка 112, ова не е нов проект за реконструкцијата на улица Пан де Кајзерот. Сметавме дека до декември, односно до почетокот на јануар-февруар, ова ќе завршиме ова улица проектирањето, меѓутоа се договлечи овој дел на проектот од технички причини и повторно го враќаме. Значи ова е склучен договор кој претходно го имавме тргнато, рачунајќи дека ќе завршиме тој проект до крај на декември 2023, не го завршивме, затоа повторно го враќаме со 88.500. Нов проект, 113 вреден број, проектна документација реконструкција на подпорен зид на улица Јорго Костовски, тоа е улица 10 горе, кај што стварно при увидот и барањето на луѓето установивме дека стварно е ризично таму и треба да се испроектира еден зид и да се заштити прво куќите што се под зидот и второ инсталациите кои се поставени на оваа улица, на кои што може да дојде до оштетување доколку не го поправиме тој зид. Реден број 114, изградба на пешачки патеки помеѓу улиците Борис Радосалјевиќ, Ристо Кавалиновски, Милан Петревски и Рудо, улица Рудо, со детско катче, цитирани се катастарските парцели со зголемување од 100.000 денари. Ова се наоѓа горе во Брстничко-Лавчанскиот регион БЛР 1, односно 2, кај што по детален план постојат овие пешачки патеки и ова детско катче, така да ги поврзиме и да го изградиме тоа детско катче таму, да ги поврзиме овие улици во делот на искористувањето од детско катче. Проектна документација за изградба на коловоз на улица Г во населба Мал Парис. Ова е една улица под фабриката за кожи, бившата фабрика за кожи, за која што имаме техничка документација, односно имаме проект за инфраструктура, меѓутоа во тој период која е правена документацијата не се изработени проектна документација за сите фази, така да предвидуваме да изработиме документација во висина со средство 130.626 денари. На стадионот Петар Милошевски тоа е точка 116 се појави еден проблем да при изработката на техничката документација за изградба на стадионот олуците што го одводнуваат, да речем кровот, се спуштени, односно водата е насочена кон една плоча која е дел од влезот во стадионот, кај што слободно водата се слива, така да дополнително прави проблем влага и надолу и дополнително ќе прави проблеми, така да сметаме дека треба да се изработи техничка документација да ова вода се собери во инфраструктура, фекалната, односно канализационата инфраструктура на стадионот, така да се тргне од плочата. Точка 117, изработка на техничка документација за уредување на просторот околу музеот. Значи, околу музеот, позади музеот имаме едно плато, кај што треба да го поплачиме со бехатон и околу зградите да ги поправиме тие постоечките патеки, сегашните постоечки патеки кои ќе се во лоша состојба. Точка 118 се однесува на изработка на техничка документација за уредување на простор во Долно Оризари, односно со урбанистичкиот проект за село има една парцела кај што е предвидено да се уреди како детско катче за поставување крлешки, така да овие 50.000 денари се предвидени за да го уредиме тој простор. Точка 119 се однесува на објектот во Буковски ливади, еден многу убав објект во минатото запуштен, од кои причини да не навлегуваме, меѓутоа се наоѓа непосредно до училиштето
односно градинката во Буковски ливади, кој во меѓувреме е вратен, односно доделен во собственост на општина Битола. Така да за овој објект се предвидува, значи и по детални урбанистички план е предвидено образование, така да планираме да изработиме техничка документација кој ќе го стави во функција објект во функција на образование. Дали ќе биде дел од градинката или дополнителни простор за во училиштето, тоа ќе видиме како ќе го организираме, меѓутоа треба да направиме документација, не знам некој од вас дали го знае тој објект, ама е стварно добар, квалитетен објект кој се наоѓа во форма карабина, така да ќе треба да скоро сите фази, освен архитектура, статика, да се сработат. Исто така, во точка 120, кај што предвидуваме 420.000 денари за изработка на техничка документација за објект Карши кој се наоѓа во наша собственост, тоа се моментално се гаражи кои не своевремено беа користени од општина Битола, кога се наоѓаше општина Битола во стариот објект. Сега како се вика тоа, таму е кафич некој. Да, значи од Карши има едни гаражи, кај што има по деталниот план е дозволено да се изградат објект од високоградба, од приземје и кат, кој што ќе биде во функција на општината. Дали ќе биде виднина во која за што ќе го користиме, тоа ќе видиме, меѓутоа објект дозволиво е да се изгради таков објект. И е во собственост на општина Битола. И на крајот точка 121 за кој што предвидуваме 2.190.000 се однесува на улицата Димитар Илиевски Муратот. Тоа е Борис Кидрич постаро, која ќе започне од улица 21 па се до отворениот канал на река Курделец. Значи тоа е една улица долго посакувана во Битола се изгради, која требаше на времето се спои со Борис Кидрич до Епинал, меѓутоа тоа е неостварливо, меѓутоа на овој простор е изводливо. Согласно детални урбанистички план, треба се изработи комплетна проект за инфраструктура за сите фази. Земјиштето генерално е на општина Битола и практично ќе биде во функција на сите жители на тој дел, а и во функција на идниот спортски мултифункционален комплекс кој се планира да се изгради во овој дел од града. Ако треба поставки, можем и да прочитам колку се зголемува која програма, меѓутоа ако има потреба, тоа е математички кажано овде и мислам дека нема потреба да и кажуваме тие бројки. Да. Ви благодарам на излагањето, отварам дискусија, кој има прашање, повелете. Бидејќи гледам никој нема прашање, ви благодарам на излагањето и точката под број 1 ја ставам на гласање. Програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2024 година. Кој е за? Двајца за. Кој е против? Воздржани? Двајца воздржани. Ви благодарам, со тоа е исцрпен дневниот ред, ви благодарам на присуството.